Интегрирано образование согласно најновите дигитални достигнувања е бараната реформа во образовниот процес, а се темели на традиционалните начини и вредности на изведувањето, на наставата и останатите форми на наобразба. Ова меѓу другото се слушна на средбата со новинарите и представници од разни профили во мултимедијалниот центар на УГД. Повод е започнувањето на КРЕФ, меѓународниот филмско-едукативен фестивал на кратки филмови, чии автори се ученици, наставници и родители. Врзостно на моје 50 годишно искуство. Кај мене часовите траат по 2 сата и децата не се устроени него. Тие научат прво да бидат луѓе кои што ќе се посветат на мигот на ситуацијата. Ако требно тоа дека човекот живее во мигот, тоа значи да научат дека тука и сега постојам заради ова и ова и ова. Да научам биологија, а не на час по биологија да препишува и да спрема домашни задачи по математика и така натаму. Зошто е тоа така? Затоа што часот му е досаден. Никога не поединечно не критикуваме, нити системот не го критикуваме, но ние немаме интегрирано образование. Тоа значи, ако сакате да стегнете тупалица, вие мора да ги имате сите прсти на раката. Ако сакате да скокнете, не знам, у скок од место, вие ќе направите отскок таков, кој што ќе биде вреден за разговор, ама вреден за внимание, ама пред тоа мора да тренирате. Значи, секојдено, постојано усовршување со нови практики, со нови вештини, сето тоа е инвентивно, за да може образованието да роди, како да речем, идни луѓе, граѓани на општеството. Сегашната форма на наобразба е речиси на секаде иста во Европа. Барањата за реформи ги има во секоја земја. Искуствата на британскиот професор Ричард Спенсер го потврдуваат тоа. Образовната политика ќе мора да ја водат луѓе од образованието, а не политичари. Заложбата е универзална кога е во прашање унапредувањето на квалитетот на наставата, но реализацијата не оди лесно. And for example, when we have a change of government, например во Велика Британија промената на партиите, односно промената на власта која прилика на секои 5 години и се менуваат и на секои 5 години се менуваат и министрите кои најчесто сакаат да остават свој белег на образованието и сметам дека тие промени не се секогаш добро промислени. А така наставниците, професорите од мојата возраст, како и постарите, често цинично ќе кажат дека образованието секогаш оди во еден круг. Those teachers can seem quite cynical, but Меѓународниот филмски фестивал КРЕФ е една од формите од уметничко-културно-образовна гледна точка, како еден од повеќето чекори, бараните реформи сепак да тргнат од мртва точка.